Почитувани, добар ден, почнуваме со црвена линија. Животот во Македонија станува се поскап, а на граѓаните обезбедувањето на најосновните услови за достоинствен живот им е се потешко. Последниот извештај на Сојузот на синдикати на Македонија покажува дека во јули потрошувачката кошничка за едно 4-члено семејство е поскапа за 630 денари во споредба со минатиот месец. За покривање на основните месечни трошоци сега се потребни над 65.000 денари, а над 80.000 денари доколку се плаќа кирија за стан. Владата подолго време најавува нови мерки, а премиерот Мицкоски предлага нов пристап, 5 различни потрошувачки кошнички за различни категории граѓани, наместо досегашната една. Во вакви околности синдикатите апелираат за итно зголемување на минималната и сите плати и предупредуваат дека храната и пијалаците се поскапени, а цените на овошјето и зеленчукот се зголемени дури и до 50%. Дали навистина ќе се донесат ефикасни мерки и дали граѓаните ќе почувствуваат реално олеснување? Денеска во црвена линија зборуваме за трошоците за живот, вредноста и реалноста на минималната плата и најважно за потрошувачката кошничка или потрошувачките кошнички. Темата денеска е животната кошничка расте. Платите мируваат. Дали 5 потрошувачки кошнички се решение? Имаме и прашање кое што можете да го одговорите, но за тоа треба да не заследите на Инстаграм. Секојдневно црвена линија објавува Инстаграм анкети кои што се објавуваат поточно на Инстаграм стори. Еве како изгледа денешната анкета за сите вас. Дали 5 кошнички се, според вас, под А многу, под Б доволно или пак под В малку, треба уште некоја? Кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор, значи ако сметате дека е многу, кликате на ова поле, ако е доволно на ова или пак под В малку треба уште некоја на третото поле. Сега кod црвена линија редовно ги пресметува резултатите во проценти и ги објавуваме таму некаде по рекламите во секое едно издание. Значи, заследете на Инстаграм, профилот што ви треба е црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Со оглед на тоа што црвена линија и на двата профила редовно ги објавуваат темите за кои што зборуваме со вас. И ако е таква ситуацијата со Инстаграм, истото го правиме и на Фејсбук. Она што ви треба е секако профилот повторно на црвена линија, но и на Телма телевизија, а црвена линија денес на Фејсбук изгледаме вака. Прашуваме, животната кошничка расте, платите мируваат, дали 5 потрошувачки кошнички се решение? Пристигаат и првите коментари, пишувајте ако ви е така полесно или ако не можете да се вклучите во живо. Секако добре дојдени сте сите со цел да дадете одговор на нашите прашања и со гледачите на црвена линија да ги споделите вашите ставови и мислења. За директно учество во црвена линија се знае, се врти телефонскиот број 02 307 0005, се намалува веднаш на 0 тонот на телевизорот, што значи дека јас и вие треба да зборуваме стриктно телефонски. Намалете го звукот од ТВ приемникот и слушајте само преку телефонската слушалка. Тоа е исклучително важно, затоа што голем дел од гледачите кои што еве можеби за прв пат ќе се вклучите, а ќе ни биде многу драго да е тоа така, забораваа да го направат тоа и најчесто се случува да немате представа дека веќе сте вклучени, дека ве слушаме и уште полошо да мислите дека некој друг наместо вас зборува. Ние сме подготвени, а верувам и вие. Добар ден. Добар ден, Тинке. Голем поздрав до вас. Случайно вака ќе ти кажем, јас студирав земјоделски факултет. И ова време наносеа нас директно на терен, на жетва, на сочоглед берење. И ние одевме директно на терен, во Пелагонија, доле Тиквешијата, кој е грозоврито. И зашто ние као идни инженери и агрономи треба се да знаеме. Меѓутоа се ќе ти кажеме за нешто. Луѓето станале, тие на комбајните, на жетварите, тие, станале у 4 сат саваеле.
ние као да видиме како се одвива жетвата. Пелагонија, знаеш како, тога беше житница за цела Македонија, може и понатамо. И секој ќе дојде пауза има 12,5, но ова е вручина, као сега што е 40-50 степени. И ќе отидеме у менза. Ние тамо скриени као идни инженери и агрономи, тоа, и кој ќе видиме, јас се чудев, како можеа тие комбајнисти, трактористи ова, да јадат гулачи со свиско, со све, со салати, со тоа, ово, зашто ќе треба да работат па вечерто 9-10. Затоа така, прашањето не ви врви. Вие у Скопје, ја не знам че јадете. Добро, благодарам Еве. Да речеме дека сте го завршили излагањето со прашање, ве слушаат останатите гледачи, па ако имате одговори на тоа прашање што јадеме во Скопје, оставам на вас. Секако да се држиме и до етиката на црвена линија, ве замолувам дали да сте гневни, изреволтирани, тоа го разбираме, но нема црвена линија толеранција ако има употреба на вулгарни зборови, секако пцолсти, говор на омраза или говор кој што алудира на насилство. Тогаш исклучуваме. Но продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Поздрав. Поздрав голем Роме. Вака сега, најголемо богатство е здравието и паметот. А за јадење и ќе поминиме и без јадење малку. И ако ми дозволиш, ќе ти ја и поезија пишувам. Да ти ја прочине да поетска творба моја, може? Добро, нека биде кусо и да преминеме на тоа колку кошнички треба да има. Не, за политичарите. Вака е. Вие политичари, жели за власт и пари. Не се богатство парите, туку родната земја мајка. За богатство ја го дадете и името и државата. Да знаете дека парата не ви е мајка, туку отров. Мајка ви е што е породила нашата држава. Господа да ви даде памет, да ја сакате својата мајка, а не парите и власта, која е минлива, а мајката секојаш е мајка. Тоа е моја поетска творба. Добро, благодарам. Ебе, драго ни е што вие секогаш оригинално низ вашиот талент за пишување, за пење, поезија, некако давате одговор на прашањата на црвена линија. Да, и така мислам, сега порано жниевме со Српој, ја оцело сум, знаеш. Добро, а еве, кажете ми ова, дали 5 кошнички се многу, доволно или малку треба уште некој? Абе, треба уште нешто, видиш, јас сум задоволен, Мицовски мало ни покрива пензиите. Во ред, благодарам за учеството. Останете да не следите понатаму. Добар ден. Добар ден. Убав ден во црвена линија сте, повелете. Ви благодарам. За прв пат успеав да ве добијам и многу ми е мило. И мене многу ми е драго што ве слушаме за прв пат и верувам не и последен пат. Не, во никој случај. Вака, дали 5 потрошувачки кошници се решение? Прашањето. Одговорот како би го можела да го формулирам? Дали се битни бројот на кошничките или решението кое што тие го нудат? Значи може да има и една и две, меѓутоа доколку има доволно средства тие да се полнат, не е важен нивниот број. Без разлика дали станува за семејство од 4 члена, за 20 пензионери или семејство од 4 члена. Сега претходниот гледач малку ја чачна и темата за пензиите. Вели предазоволен сум од Мицковски, ни ги подкачи малце пензиите. Дали 6 пензионери, кои што да станале со 2 знаменца од Вирџинија, кои што велат да се биде линеарно зголемување на пензиите, а е спротивно на законот, е доволна подкрепа на премиерот да одлучи дека линеарното е правото решение, кое што од сите страни се осудува, затоа што 320.000 пензионери со ваквиот начин на зголемување на пензиите се оштетени. А кошничките ќе се полнат доколку има доволно средства, пак ќе повторам, значи ако платите се ги следат животните трошоци, исто како што треба и пензиите да ги следат животните трошоци. Мислам дека со ова сосема добро мислам го кажав тоа што го мислам и мислам дека ме разбравте што сакам да кажам. Сега, кој ве кажете ми и ова анкетно прашање, дали 5 кошнички се многу, доволно, малку, треба уште некоја?
Па сега доволни се, да. Доволни. Благодарам што еве и за прв пат и успеавте да не добите и да го споделите вашиот став и одговор на денешното прашање на Црвена линија со сите оние кои што не следат и верувам нема да биде, како што рековме и последен пат, да учествувате, туку ќе бидете активни во секоја една наша наредна тема. Благодарам многу, уште еднаш продолжете да не гледате. Добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам, повелете. Да се живи и здрава. Кошничката треба дупло да се качи, господице. Дупло. Затоа кошничката, ако сакаме ефтина, мацичката и убаачата на нивата, а не со мобилен ураци и од телевизија на телевизија. Неке цела источна Македонија, седи градови, ништо не се работе. Сите политичари са наме. Златни, речи, села, Блатеско, Чанско, Виничко да беше, 2000 жители, оде да видите што е сега пустилија. Никој не работе, сите од влада, дај Владо, Владо дај, Мичко дај бе, дај, ведро небо ки ни пушта, ние ке се јавуваме и ке тражиме. За покачување на пензија под китно и ледарче. Иначе оние не упропастија предходниците. Тие па ефтенни до културија. Линеарно на сите и вечно ќе му гласаме за Мичко. Иначе ако сакаме ефтина кошничка, у нивата да си одеме. Сите са наме градски, сите политичари са наме. Вода рика, Световица рика, господице, 100 фамилии може да се ранат, никој не фаќа. Никој не отиде, нозите ги измие и си дое, лежи, чека ке се јавам на Канал 5, на Алфа, на Телма, и те тоа са на дотека ке воде вака, ако продуже, 100% да се качат продуктите, да нема да сбркат по канти, да знаат дека земјоделие, ако одеш да копаш, ке имаш, ако не бива. Ајде да субувам време да остане и за друг. Били жива и здрава и голем поздрав. Поздрав и до вас. Благодарам за учеството. Ете, досега на самиот старт слушнавте што споделија со вас гледачите, каков одговор дадоа на прашањето, односно темата, тоа е дека животната кошничка расте. Платите мируваат. И дали 5 потрошувачки кошнички еве според вас се решение? Добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам, повелете. Вака, јас се слагам со претходната гледачка што кажа. Не може линеарно, затоа што нас ке ни искусат дибидус. Не се слагам со тие кошнички што ги кажувате вие. Нас ни е малку тоа. Поготово тие што поголем фамилија не може да им достигне на нив. И со тоа ја не се слагам со кошничките колку и толку. Кошничките се опасни. Дидеш, нема да донесеш ништо, а пари ќе дадеш. Толку ви благодарам на остапеното време. Пријатно. Секогаш ви имавте и уште малку повеќе време, но секогаш сте, колку што можам да заклучам, јасна и покуса од предвиденото. И секако продолжете секогаш да бидете дел од Црвена линија и да не следите. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Пајде да слушаме од вас дали 5 потрошувачки кошнички се решение според вас. Добар ден. Најверојатно нешто се случува од другата страна, но како и да е, еве каде може да има одговори, секако да има многу случувања. Не заборавајте, не знам со линиите што е, но најверојатно, еве јас ке се обидам уште еднаш, ке речам добар ден. Здраво. Здраво. Ајде да ве слушаме вас, дали се доволни 5 потрошувачки кошнички? Па види, животот не се состои само во кошничките. Животот е и да уживаш, да си пружиш задоволство некој. Не е животот само гол обстанок, да јадеме само, да идеме у ВЦ, пак да јадеме, пак у ВЦ да идеме и така цело време да тераме. Животот е и други работи, задоволства. Дали треба луѓе да идат на одмори, дали треба некаде на излети да идат, да си допуштат
некои театарски представи, некои било што занимации, да излезат малку од дома, се чмајани ќе бидеме, така сакат овој квази премиер да го речам, така сака да живееме, па да се вратиме у робовладетелско општество, па може ќе се грижи за нас да ни обезбеди гардероба и работа ќе ни најде да рмбаме, да крампаме. Ова кон тоа води, ова не води, кон слобода, демократија, што вика демократија изгаја работа. Како бе така он ќе ме одлучи за мојот живот? Му одлучуваше него за неговите 78% или за оној што е на ЦУК, директорот за неговите плюс 12.000 денари покачување преку ноќ дури изгласа и закон у собрание за него, а мене ќе ме драйва тука, ќе ме вози како вол у купус. Поздрав! Благодарам многу за учеството во Црвена линија и споделеното со гледачите. Продолжете да не гледате. Сега ова, сакав сега го уште еднаш за оние кои што подосна се вклучивте. Доколку еве и тешко и не можете да не добиете или може би ви е многу полесно да се искажете на социјалните медиуми, решението е да се заследат профилите на Црвена линија и Телма телевизија. Пишувајте коментари, па еве на нашиот зид на прашањето животната кошничка расте, платите мируваат, дали 5 потрошувачки кошнички се решение. Ке почнеме со коментарот на госпоѓа Цветанка Стојановска. Добар ден, ве цитирам. Навали народе кошничка за сите. Да, но за многумина празна. А зошто празна? Одговорот убаво ви е образложен во најавата за денешната тема. Решение. Доста со статистики. На народот му треба покачување на примањата и вработување. Поздрав ти на благодарам многу госпоѓа Цветанка. Продолжете и вие да бидете активни, а останатите пишувате коментари, ќе ги читаме меѓу јавувањата. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте. Благодарам. Видете, ако се повеќе членови од фамилијата запослено, добро е. Иначе, најдобро треба двете партии да се согласа, не е за едните добро, за другите не чини. Или релативно е добро со овие што се поставени кошитничката. Друго, да ви посакам поздрав и убав ден. Добро, благодарам, исклучително куси, но сосем јасни. Имаме и такви гледачи, продолжете да не гледате. Верувам дека е голем интересот да слушнете и останатите гледачи. Може би веќе најдете на гледачи кои што еве го делат вашиот одговор, односно имате исти или може би сосема различни ставови. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Фала. Животната кошничка расте. Ама овие 5 потрошувачки кошници не треба да бидат 5. Ова е маневра на владата, односно на Мицкоски. Една кошничка се прави во просек на луѓе кои се во фамилија. Дали се 3, дали се 4 или се 5. И за едниот треба огрев, и за 10 треба огрев исто. Ова е грешно. Потрошувачки кошнички се прави само една. И тоа просек се бара. Второ, оштетени сме ние како пензионери, бидејќи сум пензионер, со тоа што е линеарно покачување од 1000 денари. Не сум против да земат повеќе овие што се со помали примања, а со поголеми примања помалку. Ама сега владата Кобајаги ги дава, а не ни ги дава, него ние штедесме цел живот, тоа е наш фонд на пензионерите, што цел живот ние го трупавме. Сега никој не ни е крив дека немаме вработени да го полнат. Ние не сме криви. Ние за нашиот век си дававме колку што требаше. И сега не ни е ова поклонето, него овие се наши пари. И не може 1000 денари да биде за сите, затоа што 1000 денари за сите во скупниот износ по законот за животни трошоци и така натаму ни се следува повеќе од 1000 денари најмалата. И нека не лажат, ние пензионери сме, ама не сме изматуфени.
Благодарам за учеството во Црвена линија. Останете со нас и следете не понатаму. Ајде да видиме што ќе кажат гледачите во живо и потоа ве префрлам на Facebook, каде што навистина пристигаат голем број на коментари. Ќе почнеме односно ние почнавме, но ќе продолжиме да ги читаме и тие одговори. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте, повелете. Намалете го тонот на телевизорот веднаш, ве молам. Одма. Ете така, тоа е Сега? задолжително за подобар квалитет да се слушнеме. Ало? Ве слушаме, продолжете. Што за кошничките јас сакам още една кошничка да направите. И ако ме питате зашто, после тия пари, 65 илярчи, колко е кошничката, што имат фазла тия, што взимаат пари, дали ќе ги враќаат во кошничка? Друго за пензионерите. Кога јас ќе одам во пензија, сега сам директор, дали после сам пак директор во пензијата? Дали после во пензијата пак сам директор и за да взимам, ако сега взимам посто плата покачена и тој ги да взимам. Значи, во пензијата сме сите пензионери. Колку и да взимаме, сите сме пензионери. И затоа е линеарно најдобро. И стажот на луѓето што го изедехте, тие што не взимат сега големи пензии, и го изедехте од Црвенковски стажот, и сега луѓето не можат да взимат пензии. Според вас еве дали 5 потрошувачки кошнички се решение? Ба какво решение 5 кошнички, 6 кошнички? Дали они после 6-та кошничка ќе ги враќат парите што имат фазла, тие што имат по 2000, по 3000 евра? Мене тоа ме едно интересира. Таква кошничка нека направат. Не кошничка од 20.000, од 50.000. Така, големо благодарам за споделеното. Продолжете да не гледате. Сега кој ве охрабрувам сите вас, бидејќи правилото за вклучување на гледачи временски 90 секунди, но доколку некој сака да се надополни, доискаже и повеќе простор, се додека траеме, сте добре дојдени сите за повторно вклучување во Црвена линија. Еве, ние продолжуваме со коментарот на Љубен Ристески на прашањето дали 5 потрошувачки кошнички се решени. Љубен Ристески одговори: 5 кошнички за 5 дена. Другите 25 дена во месецот ќе свириме како штурци. Добро, благодарам, Љубен. Ако не гледате, продолжете и понатаму да не следите, пишувајте, драги мои. Секако и тоа е активно учество во Црвена линија. Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Благодарам што ме вклучите после толку време чекање. И не ли го е срам господинот Мицковски 100.000 денара за пензионерите да ни даде? Колку се качија сите работи, сите поскапувања, колку се качија, а он само 1.000 денари на пензионерите? Јас се слажам за линеарно покачување, ама што не е он намале неговата плата од 98% кога ја качија на сите у парламенту и на другите. Преска слушам да председателката Димитровска 2000 евра взима. Па што не прашат нас колку взимаме ние? 2000 евра и 200 евра исто ли е? Себе разбирам, само не разбирам кога седнат на столчињата и се заборават. Ке извинеш, малку револтиран сум, ама тоа е тоа. Кошничката во продавница за сите е иста. Ама они го заборават го тоа кога седнат во хотелите, дека он обеќа ќе каче и пензии и ова и оноа. Се слажам, на мене не ми одговара дека линарно, меѓутоа толку во продавница за сите исто. Извинете, поздрав на сите. Благодарам многу, нема потреба да ни се извинувате, се е сосема во најдобар ред и да продолжите и да не гледате и активно да се вклучувате во секоја една Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден, еве, дали 5 потрошувачки кошнички се решение? Да слушнеме. Добар ден. Ало, добар ден. Господине Љупчо, дали се решение 5 кошнички? Па не знам, треба да извадам прво потврда од психијатар, да однесам за да можам да дозволам некој друг за мене да одлучува што е добро, што е лошо. Ја не знам и што вреди ако ќе биде една или 10 потрошувачки кошнички,
ако мене новчаникот ми е празен и не можам да издржам од први до први. Што ми значи мене статистиката, колку е кошничката? Што во животот? Битно е новчаникот, да може да бидете, знаете, да јадете цреши во јануар, а папаја во март. Тоа е многу битно. Дали ќе биде една или 5 кошички, голема работа, знаете, многу ми значи мене тоа во животот. Може да направи они 10 и 15 кошички, ако новчаникот нас не е празен, и ако гледам вака другарчиња почнаа да се бунтуваат, бадиела е се што ќе ми каже мене, сили синдикатите или статистика, ги гледам, ја имам очи, ми дал Господ, памет ми дал, исто ги гледам цените, можам да направам математика во продавница, не треба некој да ме учи мене како се прави математика. Меѓутоа битно е што некој ме понижува и ме прави малумен, тоа мене боише ме нервира. Рече ми имате вие луѓе во државата што прифатиле дека биолог лета и ајде одете докажете им дека оди по земја. Ама тоа го прави Мицкоски, им вика не бе, биолог лета и готово. И сега ќе го дели кошничката на 5 за да им докаже дека биолог лета. Тоа е приказката. Ајде да бидеме здрави и живи. Пријатно. Да сте здрави и живи. Благодарам за учеството. Секако гледајте Црвена линија. Одиме малку на Facebook. Продолжуваме со коментарот на Оливија Георгиевска. Еве што напиша. Зошто 5? Дали живееме во касти? Ова е срамота. Кошничката е кошничка за сите. Срамота. Благодарам, Оливија, за учеството. Продолжете, пишувајте коментари, ги читаме меѓу гледачите во живот. Добар ден. Добар ден. Убав ден во Црвена линија сте, ве слушаме, повелете. Благодарам. За мене кошничка е кошничка. Дали се една, дали се 5, цените се исти. Така да тоа е најголема небулоза. Значи кошничка треба да биде кошничка. Однос на покачувањето на пензиите, на платите, тоа е чиста демагогија. Ако некој треба да ми покачи, нека ми ја покачи веднаш и пензијата и платата за оноку колку што треба, а не сега ќе ти покачам 1000 денара, па поте 5 месеци уште 1000, па тие 1000 поте 5 месеци ќе бидат тотално обезвреднети. Така да ти кошничката, ако ја споредиме тогаш и денес, се е јасно. Така да се сведува на чист популизам и тотален колапс на оваа влада. Многу ги подражуваат, меѓутоа не ги гледам реалностите и објективностите во однос на нивните искажувања. Точно е, секаде има проблеми, реалноста треба да бидеме и објективни, меѓутоа дека платите и пензиите не го следат трендот на покачувањето, тоа е апсолутно децидно. Така да, секое одложување, поте 5 месеци, поте 6 месеци, тоа се само политичка демагогија. Ви благодарам. Ви благодарам јас. Останете со нас. Одиме и на профилот на Телма телевизија на Facebook Црвена линија и таму идентично, паралелно ги поставува темите за кои што дискутираме со вас, па така еве и денешната. А еве што напиша оние кои што дада одговор токму на профилот на Телма телевизија. Игор Миленковски напиша: Мицкоски заедно со владата ќе кројат што треба народот да јаде. Додека месечната кошничка на владата е составена од луксузна храна, платена со парите на граѓаните. Народот нека бара подобра иднина, додека не почне без страв да ги казнува политичарите. А Кант Золотко напишал: за овој народ и ова е малку. Благодарам и за Кант и за Игор за активното учество и ве подсетувам и на двата профила на Facebook Црвена линија ги објавува темите, така да дали на профилот на Телма телевизија или профилот на Црвена линија под нашата тема секогаш можете да пишувате коментари, а ние ќе ги читаме. Добар ден. Добар ден, да. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Мицковски доби од пензионерите кои имаат мала пензија. Мицковски доби од работничката класа, од работниците, а не од оние што имаат голема пензија
и од оние што се на државни јаси што земаат големи плати. Плати брата, земај плата. Тоа да му биде на секому јасно. Значи, тие со големи пензии не гласаа за ВМРО. Можете да разберете. Тие се од СДС. Или параходниците, тие со ниски плати. Тие гласаа за Мицкоски, за по-добро. А останатите се за СДС. Сега, ако сакате да направите една репортажа, одете во маркетот, еден со голема пензија и со големи плати од државни службеници, и гледате кој што ќе купува еден сиромах таму, од овие работничката класа. Ово ќе полни слама, а ово е мартадели, свински вратови, колени, молени и така натаму. Значи, зошто се борат сега? Секој се бора да биде од државни институции, а не се бора за конфекција или во граѓанинство. Тоа е работава. Значи, оние што имаат, пак да имаат. И чудна работа е сиромашкиот народ, ово што произведува храна, пак гласа за ови. Благодарам многу за учеството и за одговорите. Ве префилам на Facebook на профилот на Црвена линија. Особено ни е драго како редакција, а со дигитализацијата и постоењето на интернет знаете дека имаме и верни гледачи кои што не гледаат дури и од Хрватска. Па еве какви одговори добиваме токму од нив, како што се господинот Томислав Ткалчич и неговата сопруга Андријана. Велат здраво Тина, поздрав од мене и Андријана. Еве ситуацијата од Хрватска, за жал не сум во можност да го преведам текстот од фотографијата. Лево се цените во Хрватска, десно во Германија, каде што платата и животниот стандард се 2 до 3 пати повисоки. Но затоа цените во Хрватска се повисоки и веднаш до двете цени е процентот колку е поскапо во Хрватска отколку во Германија. И можам само да замислам колку е се поевтино во Македонија отколку во Хрватска. Барем двојно повеќе мислам. Мислам дека ситуацијата во Македонија е одлична ако ја споредите со Хрватска и цените во Хрватска. Тоа е грабеж. Верувам дека и платите во Хрватска горе-долу се нешто повисоки од оние кај нас, но факт е дека Хрватска со оглед на тоа што е исклучително веќе станата како земја за елитен туризам. Еве како изгледаат всушност цените во моментот. Значи, овде вели споредба меѓу цените во Мулер, во Хрватска и Германија. Па еве чоколадни некои стапчиња, ако чинат 6,29 куни во Хрватска, во Германија тоа е 3,79 евра, или ако е ова во евра, и разликата е секако 66% е поскапо во Хрватска. Особено ми е драго, продолжете каде и да сте, Црвена линија може секој ден од вас да ја следи, интернетот е тука, не заборавајте и еве, и Фейсбукот е решение да бидете активни. Благодарам многу до господинот Томислав и Андријана. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Па, ова е обична тралалајка на Мицкоски, ништо друго. Како прво принуден е да кини зелени, наидуваат избори и сега не подлажува. Една кошничка, 5 кошнички, што ти ја знам таму, 3 и не знам таму број. Како прво не зезна на пензите. Не скина на пензите и то не скина со по 500 денари. Еве како. Тие 8 милиони евра кои што се во купот за покачување на пензите, треба да се подели на бројот на пензионери. И излегува дека 1490 денари по пензионер. Значи покачување. Кога би било линеарно, значи. И излегува толку. А тој ни даде 1000 и сега рестото пари кај се, 490 денари. Одат каде? За избори? За локални избори? Или шо? Ке го полни джепот? Не знам. Значи, навистина ова влада е и премногу безобразна, и премногу себична. Гледа само за себе, така да јас не гледам ништо со тие кошнички и со тие глупости, не гледам никакво подобрување на стандардот на луѓето. Па нема да јадиме
ако е за јадењето, па нема ефтино јадење да јадиме, па ќе се покачуваат цените, повторно ќе бидат сите работи, како што си одат угоре, така ќе одат угоре. Благодарам многу за учеството од Црвена линија. Останете со нас. Добар ден. Добар ден. Се слушаме? Да, се слушаме. Дали 5 потрошувачки кошнички се решение? Дали се слушаме? Да, и ние ве прашуваме дали 5... Многу тиско, пошто ја ништо не слушам, не е битно. Животната кој е вака, сега кажам. Наш не ни треба никакви кошнички. Затоа што вие не можете таа кошничка да ја поделите. Има негде, да речем, ајде со 20-30, сега карикирам на памет, живеат тројца. Значи, знаеме дека има пуно незапослени, некои живеат со пензиите на родители и така натака да не влегува. Така да овие кошнички не можете никако, и секој не јаде исто, значи не можете вие да му кажете на некој кој што и како да јаде. Меѓутоа треба ни плати, ни пензии, треба цените, маржата да си се направи статична и да се знае колку е маржата, а не 70% маржа и само качуј плати пензии идеш во амбус. Ништо со овие кошнички што ова не се прави. Се прави, значи треба малку овие што се стопанствениците, а стопанствениците фактички ја водат државата. Кај нас се влада во сенка, не ја води овако. Значи како ќе им наредат стопанствениците, они така прават. Вие покачувајте, ние ќе качуваме цени, ќе тураме маржи. Не може, точно дека е слободен пазар. Меѓутоа, дека во секоја држава вие слободен пазар, сегде е приватно, меѓутоа кога искачка од фабрика се знае колку ќе биде малопродажна цена, а кај нас тоа не се знае. Значи само маржите да се направат и нема потреба после од вакви поскапувања да биде и да престанат стопанствениците. Јас само ќе подсетам 90 секунди се предвидени за едно јавување. Додека траеме, можете повторно 023070005 да го завртите нашиот број. Еве и уште еден коментар на Сонја Јорданова Андоновска. Напишала: срамота е со терминот кошничка да ги смејува луѓето. Плата и пензија по закон им треба на сите. Оставка. Добро. Благодарам, Сонја. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Ви благодарам. Значи вака, треба некој да ни објасни пошироко дека ниту пензијата, ниту платата е социјална категорија, ниту е ова социјална помош, него сите ние на овој или на оној начин сме си одработиле пензијата, сме си одработуваме платата и така натаму. А мене најмногу во целава приказна ме вреѓа, ми дава. Кој мене ми дава? Па јас сум работила 39 години и 8 месеци во фабрика. Мене кој е тој што ми дава и што ми дава? За она кога имам пензија, јас сум станувала саба. Некој ќе рече ние стануваме. Има голема разлика, господа. А во тој период кога сме ги плаќале ние сите тие придонеси што сме ги плаќале, не сме имале избор дали ќе намалиме или нема да намалиме. Него дај они нека ја скрата таа црна, како да кажам, работењето на црно, пријавувањето на минималец, вадењето на пари на сите приватњаци преку основни средства, тогаш и како ќе се наполни пензиониот фонд. Не е исто едни да го полнат пензиониот фонд, не пензиониот само сите. Значи ние и моите генерации, генерациите пред мене градевме каква таква држава ние изградивме. Изградивме здравствениот фонд, изградивме се. Благодарам за учеството и вклучувањето во оваа Црвена линија. Ајде, одиме повторно на Фейсбук. Драго ми, тука навистина има голема активност, се пишуваат коментари, продолжете, па можете и да си развиете дискусија и со оние останатите кои што еве учествуваат на оваа тема. Дури по завршувањето на Црвена линија. Станој Лапчев напиша: гледачот Демир Капија прашува кој му купува по 2 одела на полицајците во 40 години и кој му ја плаќа климата на службеници, а земјоделците што да кажат? За на нивата и производството е на нула. Благодарам и вам за коментарот, за активноста. Продолжуваме со вас во живо. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Благодарам. Не 50 кошнички премиерот може да измисли. Прашање, што има во тие кошнички, за кого се наменети?
од една страна, од друга. Премиерот не ни размислува за ова. Премиерот си размислува за кампања предизборна за локални избори. Тако повеќе луѓе да излаже, оние што може да ги лаже, што не разбираат што е лага, што е вистина, што не разбираат што е добро, што е лошо. Тој тоа си размислува. Ни на крај памет не му дошло за граѓаните што не може ни пола кошничка да купат во месецот. И добро е што платите мируваат да не почне да се намалуваат. Се додека ние немаме поголемо производство, продуктивност, све цените ќе се качуваат. Затоа што имаме поголема побарувачка, а производството е се помало и понеквалитетно, ако зборуваме за храна. Затоа што кога се мисли на ваква животна, ја би ја рекла семејна, кошничка обично се мисли на тоа, на преживување, едноставно, а не на живење нормално. И за тоа во моментот нашата влада и господинот Мицковски во последно време со неговите изјави што си ги кажува паушално и тресени од рака, па си измислил 5 кошнички, до утре може ќе измисли уште 5 кошнички, наместо да каже она вистинската проблематика што го тишти овој народ. Тој си мисли како да собере пари, да си купи гласачи, да си добие повеќе градоначалници. Благодарам за учеството. Подсетувам, внимавајте на тајмерот 90 секунди. Одиме повторно на Facebook. Продолжуваме со она што го напиша госпоѓа Ивана Николовска-Георгиевска. Добар ден, велиме и ние. Ви вртам преку 40 пати, не можам да ве добијам. Навистина, многу од гледачите во исто време вртат, но како и да е, еве и ова е просторот каде што можете да дадете одговор. Па еве што напиша госпоѓа Ивана. Џабе им се и 20 потрошувачки кошнички, кога ќе почнат да мислат за младите, да им овозможат поубави услови, да ги кренат платите, а не само на пензионерите да ги креваат пензиите, да им овозможат на трудниците и мајките поубави услови, да ги намалат памперсот и млекото за бебињата, да намалат цени на колички и разни работи кои се потребни за доаѓање на свет на бебето. Кога ќе се отидеме сите млади, не знам како ќе обстане земјава. Зашто ние сме ние кои плаќаме данок на државава. Кога ќе се појави партија што мисли за младите, тогаш ќе почне да живее земјава. Благодарам многу, госпоѓа Ивана. Секако жал ми е, знам многу гледачи вртат и повеќе од 40 пати, но најверојатно кога се вжештува нашата линија и вртат сите во исто време, тогаш навистина се случува да биде зафатено, недостапно, да исклучува и така натаму, бидејќи многу гледачи вртат. Благодарам уште еднаш, продолжете да не следите ако не гледате. Добар ден. Ден. Ве слушаме. Се слушаме. Вака сега. Зборуваме за кошничка. Треба да се изразиме правилно. Да кажеме кошница и то постои само една. А та кошница е 78%. Кога то го направи, та кошница ти е горе врот, а за долу им рекол во џепчињата, ваш кошница не ви треба, во џепчињата ќе си носите артикли дома. Тогаш народот требаше цел да стане, или за цел народ са сите вработени 78%, или за нив да се бриши то. И уште има време тоа да го направи народот. Ако сакаат да има држава и да бидат заштитени економски. Политички е изгазија држава, политички сега економски преку луѓето е газат, кошничка, каква кошничка, мајта пси град. Како може се качил на кој 78%? Кој ги шиша тамо, кој ги гледа? Само тоа што го прават, државници се кажуваат. Власт зато добија и уште понатака туркат. Дели требаше кој ќе дојдат на власт, та кошница што ја направија тие да ја уништеа. Како нешто личи ова? Во државите контактирам, се смејат луѓе. Што правите ме, вика вие? 78. 90 секунди е време трајање за едно јавување. Одиме повторно на Facebook, продолжуваме со она што го напиша Дина Николовска. Прашате ги социјалните случаеви колку земаат, никогаш не зборувате за нив.
покушајте да зборите и тие се луѓе. Значи, обидете се да зборите и тие се луѓе. Сега, Дина, ќе го земеме во предвид и ќе земеме во предвид и вашата сугестија, а Црвена линија секојдневно сега го се грижиме да постираме, односно да објавуваме теми кои што се ите како актуелни. Денес зборуваме за тоа дали 5 потрошувачки кошнички се решение. Добар ден. Добар ден, Тино. Ве слушаме. Сега ќе ви кажам еден пример. Имаше двајца близнаци од Валандовско. Тоа е општина Валандово. Мислам Валандово, градот Валандово, како да ви кажам. Значи идентични двајцата. Сега, едниот отиде полицаец, а другиот си остана работник. Овој полицаецот се отиде на 40 години во пензија со 1000 евра, а работникот остана уште да работи и да рмба. И тој после во пензија отиде со 15.000. Што е разликава сега од едниот близнак до другиот близнак? Разликата е во државните институции, ако работиш, грбчето ќе ти биде здраво, снагата здрава, животниот век продолжен и ќе уживаш цело време. А ако рмбаш работник или земјоделие, ти се ближе поскоро на кај таму кај што не треба и ќе бидеш многу среќен ако имаш во близина некој континер, за да можеш да ја дополниш некоја кошничка од овие. Ете, разликата е тоа, сите се борат за 90 секунди, толку трае едно вклучување. Благодарам за учеството. Продолжуваме со она што го напиша и господинот Орце Цветковски. Катастрофа. Цените ги дигнаат до плафона, платите најниски во Европа, а оваа власт го замајува народот со некои смешни кошнички и не презема ништо. Без покачување на платите, ситуацијата станува алармантна. Дали 5 потрошувачки кошнички се решение? Добар ден. Ајде, поштовање, госпожа Тина. Голем поздрав до вас. Дали се решение 5 кошнички? Поздрав до сите слушатели и гледачи. Благодарам. Не, вака јас ке почнам. Јас кој зборев сите се исти, ми се смеа луѓе не се исти. И СДС, и ВМРО, и ДУ не мисла за народот, само за нив мислат. Нема домакини луѓе да се погодат во овие 35 години да оправат. Не кошница, не кошничка, што вика господинот Кружево, како сака нека каже. Само си мисла за нив. Тешко на овој македонски народ со овие политичари. Нема да се оправиме све дојка тие диктираат тоа животот. И ВМРО, и СДС, и ДУИ. Сите се исти. Решение јас ќе кажем за кошничката. Да ги снемат по политичка сцена. Не му треба избори, локални избори. Му треба еден оглас во Европа, држава саглам да дојде стече или мече, како сакате кажете. Само така, да затропне еден ред и поредок да направи наша држава. Вие телевизиите со сета почи, само ќе се објавувате теми, ние ќе се збориме, а решења нема. Тие ќе си шетат, ќе се богатат, а ние обичниот народ ќе си коментираме. Све дојка не се најде некој да стави ред во оваа држава, што години ќе си правите вие емисии, а што години ние ќе се избориме. Само од начинот во Словенија како се живе, како се работи 10 години, 10 луѓе да не оправи. Вака во недоглед ќе се избориме. Бидеме поздравени, све најдобро. Благодарам многу. Уште еден само коментар. Диме Ѓорѓевски напиша: каков народ, таква власт и такви кошнички на здравје, и да не заборавите во октомври да ги напиша појачата. Јас ќе го направам на литературно да ги засилите добро. Благодарам, Диме, многу. А ние продолжуваме со реклами, по реклами, резултати од Инстаграм анкетата. Па ајде да погледнеме оние кои што не следат на Инстаграм како одговорија на прашањето дали 5 кошнички се. Под А многу одговорија 33%. Под Б доволно 11%.
Под В малку треба уште некоја 56%. Заследете не и учествувате во утрешната анкета на Црвена линија. Не заборавајте да кликате, да се информирате на telma.com.mk. И секако не заборавајте, утре нова тема, нов предизвик и ве очекуваме во уште една нова Црвена линија. А до тогаш останете со Телма и доведување од мене.